Боби и чудесниот бисер. Лето во волшебната шума. Има ли нешто поубаво? Биби и Боби се одмараа покрај езерцето на Деси. Додека Деси нуркаше во водата, се бркаше со шарените рибчиња и малите водни змии и многу се радуваше. Сега ќе видите вие убаво. Деси нуркаше длабоко до дното на езерцето, бркајќи две палави змивчиња. Таа секогаш спиеше во една подводна пештера на дното. Но овој пат нуркаше на другата страна на езерцето, каде што не одеше толку често. И тогаш Деси откри една джиновска школка. Леле, колку се изненади другарчиња. Таа никогаш не видела толку голема школка. И школката тогаш почна да се отвори. А кога се отвори, што имаше таму? Еден огромен бисер. Леле, колку се израдува Деси. Таа веднаш го зеде бисерот и го однесе горе на брегот од езерото. Том, колку сум среќна, си имам бисер. Мој и само мој бисер. Том. Деси, јас, како што знам, не е баш убаво да се земаат работи што не се твои. И јас не го знаев тоа, па го научив. Нели, Биби? Навистина, Деси, ние не знаеме дали овој бисер му припаѓа некому. Може би сака да си остане и да си живее во школката. Нон, сигурно не сака да остане во школката. Тој си е мој и јас си го најдов и не го давам никому. Што се случува? Не знам, нешто сумнително. Тон. Деси, добра ли си? Ме слушаш ли, Деси? Бисерот е мој, не го давам никому. Врати ме назад во водата. Чиј е овој глас? Не знам, ова е некаква магија. Ке види убаво таа магија. Деси, те молам, врати го бисерот во водата. Не го враќам. Убавиот бисер е мој. Деси, немој да се караме. Врати ме назад во водата. Деси, гледај што се случува. Те молам, Деси. Што да правам? Деси, ние ќе ти помогнеме да го вратиш бисерот во водата. Ајде, Биби! Што се случува? Не знам, бисерот прави пена. Јас сум виновна за се. Не си ти, Деси, ова е некакво невидено волшебство. Какво чудо!
Биби, мене ми личи дека ова е некакво убаво волшебство. Да, знам, и мене. О, сирена! Да, јас сум сирената Сребра. Ти благодарам, мило водно суштество, што ме спаси. Ти успеа да ја скршиш магијата со која една лоша вештарка ме претвори во бисер. И така седав заробена во онаа школка илјадници години. Илјадници години? Страшно! Но јас не те спасив, јас само... Да, ти ме спаси и за тоа ќе ти бидам вечно благодарна. Навистина, не знам како да ти се одолжам. Ама јас само го сетов бисерот И така ме спаси од школката. Единствено требаше да ме оставиш во водата, па затоа морав така силно да викнам. Јас не смеам да излегувам од водата, освен накратко, но и тогаш опашката мора да ми биде во вода. Тум, не го знаев тоа. Баш убаво што те спасив. Тум. 3 пати јеј за Деси! Јеј! 3 пати јепирипи за сирената Сребра! Јепирипи! Така, Деси, без да знае, направи добро дело. Ја спаси сирената Сребра, која некогаш одамна, некое време, кое никој од нас не го памети, била магипсана од лошата вештарка. За оваа случка, другарчиња, ќе ви раскажам на друго место. Но, другарчиња, почекајте, ова не е крај. Имам да ви кажам уште нешто. Од тој ден, во малечкото езерце во шумата живееа 2 жителки, Деси и сирената Сребра. Деси живееше во незината подводна пештера на едниот крај од езерото, а сирената Сребра си направи дом во џиновската школка во која беше заробена. Сега, другарчиња, дојдов ми до крајот на оваа приказна. Ви посакувам добра ноќ, а ние се гледаме повторно во нова сказна. Чекајте, ми текна. Во сликовницата Биби, Боби и чудесниот бисер ќе дознаете како лошата вештарка ја магепса Сребра. Чао! Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Сонце златно кога заоѓа, тогаш ноќта тивко доаѓа. Звезди полно и месечина, спи си мирно дур до утрина. Звезди полно и месечина, спи си мирно дур до утрина. Утре рано сонце изгрева, ден се раѓа, се разденува. Секој ден е иста приказна, сјајно сонце па месечина. Денот светол како сонцето, ноќта тивка ко месечина. Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата О.
другарчиња! Здраво, родители! Денеска ќе учиме буквата О. Одлично! Значи, ова се големата и малата буква О. Се пишуваат навистина лесно, затоа што тие се всушност кругови. Па, не баш. Тие се малку издолжени кругови, односно елипси. Да, на тоа и мислев, го знам тоа, елипси, да. Ајде да видиме. Значи, најлесно. И двете букви се пишуваат исто. Така е. Туку, Боби, сакаш да играме на буква? Да, другарче, да погодуваме предмети. Појави, животни, растенија и имиња на буквата О. Да почнеме од животните, може? Например, птица, орел, инсект, оса, а морски животни, октопод и китот, орка. Па остави и за мене. Домашно животно, овца. Еден лут овен. Чекај уште нешто. Растенија. Овес и орис. Знам. Знам и предмети на О. Гледај и слушај, Биби. Очила, оклоп, ограда, оджак и обетка. Па чекај, застани малку, па и јас сакам да кажам нешто. Ама јас не те спречувам да кажеш, Биби, но мислам дека кажавме се. Не кажавме се. Сега ти слушај внимателно. Си постои еден океан во кој има преубав остров, а на островот има... Има што? Има 8 опасуми. Опосуми? Прв пат слушам. Да. Опосум е малечко животно кое личи на глувче, но инаку е од семејството на торбарите и многу е слично на кенгурот. Живее во тропски и дождовни шуми. Ова не го знаев. Но, сега е време за... Препознаја буквата! Ајде да погодуваме каде во зборовите што ги означуваат овие нешта ја има буквата О на почетокот на зборот, каде во средината од зборот, каде на крајот од зборот и каде и на почетокот и во средината на зборот. Може? Јас. На почетокот на зборот ја има во облека и облак. Браво! А во средината од зборот ја има во воз, а дури 2 пати во еднорог и портокал. А на крајот од зборот ја има во дедо и дрво. А на почетокот и во средината од зборот ја има во огледало и око. Одлично сработено, Биби! А ова е и крајот на нашето видео. Ке се видиме повторно во следното видео Биби и Боби ги учат најмалите, во кое ќе ја учиме буквата П. Прекрасно! П. Практично. П. Пиратски поздрав! Биби и Боби ги учат најмалите. Светот на диносаурусите. Здраво, другарчиња! Сакате ли да ви раскажам за диносаурусите? Да? Слушајте ме внимателно. Овие огромни суштества живееле на земјата многу одамна. Тоа било пред стотици, не, пред милион години, уште пред да настанат првите луѓе. Во минатото постоеле над 500 различни видови диносауруси. Иако по некои работи биле слични, например, се размножувале со снесување јајца од кои излегувале бебињата диносауруси. Сепак, тие многу се разликувале по големината. Некои биле многу малечки, а другите биле джиновски.
Исто така, тие се разликувале и според исхраната. Да, некои од нив биле тревопасни, значи јаделе само растенија, а другите биле месојадни. Значи, биле ловци кои се хранеле со месото од други животни. Да, денеска, како што знаете, на земјата нема живи диносауруси. Тие изумреле пред повеќе од 65 милиони години, кога исчезнал и огромен дел од живиот свет што дотогаш постоел на нашата планета. Никој не знае што точно се случило. Па може би имало вулкански ерупции низ целиот свет, или може би се променила климата на земјата, или пак огромен метеор од Вселената удрил во неа. Но, иако во реалноста диносаурусите веќе не постојат, во моите сказни тие си живеат во нивната оаза во волшебната планина. Ајде да се запознаеме со нив. Сакате? Ова е диплодокус. Веќе сте го виделе, нели? Диплодокусот спаѓа во групата огромни диносауруси наречени сауроподи. Тие се најголемите, најтешките и највисоките диносауруси. Сауроподите се тревопасни диносауруси со долги вратови, огромни тела и 4 цврсти нозе како столбови. Во оваа група спаѓаат апатосаурусот и брахиосаурусот. Другарчиња, уште еден многу познат и чест тревопасен диносаурус е Трицератопс. Тој личи на денешниот носорог, но има 3 рога на главата, а не еден. Во негова близина се наоѓа диносаурусот наречен Стегосаурус. И тој е тревопасен диносаурус со крилушки по телото и 2 реда коскени плочки на грбот. Ова е Анкилосаурус, уште еден тревопасен диносаурус, со оклоп сличен како на жилката. Леле, колку интересно, нели? Другарчиња, погледнете, ова се 2 вида тревопасни диносауруси. Тие се блиски роднини кои имале клунови како на патка. Тоа се Парасауролофус и Ламбеосаурус. А ова е уште еден тревопасен диносаурус со силен клун што го користел за гризење потцврсти растенија. Тоа е Игуанодонот. А сега, внимателно, одиме да ги запознаеме месојадните диносауруси. Страшните и искусни ловци што се хранеле со други тревопасни животни. Еве го, Тираносаурусот, односно Тираносаурусот Рекс. Другарчиња, тој е еден од најстрашните и најголемите грабливци што некога живееле на земјата. Но овој, во нашата оаза, па тој воопшто не е страшен. Ето, погледнете, дури е и розов. Да, за разлика од оној што постоел во минатото. Тој бил зеленикав. Ова е далечен роднина на Тираносаурусот. И знаете како се вика? Се вика Спиносаурус. И веројатно бил уште поголем, а може би и поопасен од него. Да. Страшните месојадни диносауруси не биле сите големи како Тираносаурусот. Не. Некои од нив си биле мали. Мали како крава. Или уште помали, како мачка. А сепак биле речиси исто толку опасни како и нивните големи роднини. Да, например, Дайноникус со неговите страшни канџи или малечкиот и безмилосен Велосираптор. Другарчиња, накратко запознавме некои од најпознатите диносауруси што живееле на планетата Земја. А во некоја следна пригода ќе дзирнеме и повторно во светот на диносаурусите. Важи, договорено? Јеј! Довидување!